Да, почнуваме со емисијата. Како што најавивме, тука во студиото е господинот Джелал Хоџиќ, председател на СДА Македонија. Господине Хоџиќ, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Кога зборуваме за политичката сцена, имаме сега два паралелни процеса, тоа се претседателските и парламентарните избори, каде кампањата се уште не е почната, но веќе сме пред самиот почеток. Во моментов се собираат потписи за претседателските кандидатури. Интересно е што овој пат имаме прилично доста кандидати во првиот круг, доста партиски кандидати, доста независни кандидати, прилично една шаренолика сцена, ајде да кажеме, па така е генерално како за вовед во разговорот. Како гледате на овој процес, бидејќи имаме доста тука фрагментирање и политичко, и во однос на етничкиот момент, на партиите кои гравитираат околу главните етникуми и така натаму? Убавината на демократијата е таа дека секој може да биде биран, секој може да даде понуда, секој се залага во јавноста за своите идеи, идеали, за својата идеологија, за својата понуда. Да, доста е фрагментирана политичката сцена. Да бидам искрен, јас повеќе посакував да има помалце кандидати, да можеме полесно да одбереме дали сме за една проевропска приказна или ќе се одлучи за една за кандидати кои заговараат застој во преговорите со Европската Унија, но и ова не е лошо, потоа, како што знаете, таква е процедурата, првите два кандидата идат во вториот круг и мислам дека ќе имаме доста и добра понуда на претседателските избори. Во тек е собирањето на потписи, гледаме дека некои потписи веќе се собрани, некои уште се собираат. Тие кандидати кои ќе ги соберат потписите ќе влезат во претседателската трка. Со други зборови, тие што ќе ги собират потписите, тие се кандидатите. Да, тие се кандидати. Овие се кандидати за кандидати. Да, да. Но потоа, сепак, вториот круг ќе се сведе на двајца кандидати, освен доколку и во првиот нема доволна излезност, се разбира. Но, барем според анкетите, тоа не се очекува. Она што е очекувано е дека во вториот круг ќе влезат кандидатите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Но има и други анализи дека можеби во вториот круг да влезе и некој од кандидатите од, условно кажано, албанските партии. Како гледате вие на ова? Ние како политичка партија одлучивме да му дадем подршка на актуелниот претседател Стево Пендаровски, затоа што во изминатиот мандат покажа дека ги почитува демократските вредности, покажа дека се води од стратешките интереси на државата, членството во НАТО и Европската Унија, покажа инклузивност во работењето и посебно покажа внимание за маргинализираните заедници, во не само етнички, туку во секако вид. Значи, една демократска фигура во нашето општество, каде што имаме и понуди кои не баш искажуваат демократски вредности и сметаме дека во овој момент Република Северна Македонија мора да опстои на својот стратешки интерес за понатамошно патување кон членството во Европската Унија. И водејќи се од овие интереси даваме подршка на актуелниот претседател Стево Пендаровски во изборниот процес. Изборниот процес е таков, за претседател се гласа повеќе за личност отколку која политичка партија го поддржува. Кандидатите ќе се обидат да соберат повеќе поддршка не само од една партија, туку од повеќе политички партии, но и од повеќе интелектуалци, невладини организации и така натаму и така натаму. Но и на претседателот Стево Пендаровски му земерат некои, сега не зборувам за обвинувањата од опозицијата кои се на некој начин дел од таа политичка битка, туку ајде да речеме да вие по независни аналитичари или независна јавност во однос на некои моменти, да речеме во однос на
подпишувањето на законот за измена на кривичниот законник, што предизвика голема бура во општеството и за некои други закони или одлуки со кои тој се согласи, а за кои имаше доста критики. Ако го погледнете неговиот мандат во изминатите 5 години, ќе видите дека тој има и многу јасни моменти каде што се има испретиставено на некои политики. Значи, прво покажа дека не е фикус за разлика од минатиот председател, покажа интегритет, а за овој пример кој кажувате не би навлагал дополнително, ги имате неговите објаснувања зашто го има подпишано тој закон. Да, во однос на интересна е трката кај албанскиот фактор во председателска трка, тамо се чини дека уште во првиот круг двата политички кампуси, едниот каде што е ДУИ и евентуално партиите кои би го поддржале нивниот кандидат и Сдружената албанска опозиција, уште во првиот круг ќе се ги измерат силите, што на некој начин ќе биде лакмус тест за потоа и за парламентарните. Мојата перцепција и моето чувство е дека ако не беа споени избориве председателски и парламентарни, дека албанските политички партии немаше да вадат своји кандидати. Интересот е овдека за да влезат поспремни во парламентарната борба. И овие една од карактеристиките на овие председателски избори е дека првиот круг е пред парламентарните и пред вториот круг и дека секој се бори за подобра пол позиција. Јас бев од оние кои заговараа да се одвојат изборите, за да можеме полесно да направиме еден поголем проевропски фронт и без разлика на етничкиот, верскиот, политичкиот дел, затоа што нашата држава се соочува со една за прв пат блокада на европските интеграции од внатре. Ние ги почнавме преговорите со Европската Унија, имаме еден предизвик, а тоа е да направиме техничка промена на уставот за да го продолжиме европскиот пат. И мојата перцепција е таа дека ова што вие исто го кажавте, дека за жал председателските избори во првиот круг се претвараат во некаква трка за полпозиција за парламентарните избори или со други зборови ако сакате, во едни тешки моменти и во Европа, во нашиот регион и ние со нашите внатрешни предизвици имаме ситуација каде што за жал партиските интереси се ставаат над државните, односно борбата за партиските интереси која е легитимна, понекогаш ги засенува вистинските државни стратешки интереси кои треба да се изнад сите други политички секојдневни борби. Добро, во однос на тие кандидати кај албанскиот блок, тука има неколку интересни анализи. Првата е дека со тоа што уште во првиот круг ДУИ исфрли силен председателски кандидат. Значи прво се спомнуваше името на градоначалникот на Кичево, Фатмир Дехари, а потоа ДУИ се реши тоа да биде сепак министер за надворешни Бујар Османи, што е интересен момент, бидејќи знаеме дека господинот Османи е потешка политичка фигура во ДУИ, значи одат со посериозен кандидат, но со тоа и го зголемуваат ризикот доколку Бујар Османи изгуби во првиот круг од Арбен Таравари, тоа ќе биде проблем за ДУИ, потоа и за парламентарните избори. Се чини како ДУИ да се сигурни во својот кандидат. Добро, моето чувство е дека ДУИ немаше да вади кандидат за председател на државата ако албанската опозиција не извадеше председател. Тука има два различни концепта. Господинот Таравари е кандидат на албанската опозиција. Таа е составена од повеќе партии, се обединуваат во тоа дека се опозиција на ДУИ. ДУИ е по хомогена структура.
тие секако сакаат да ги заштитат своите гласачи во вториот круг, но она што јас го добивам како перцепција од теренот е дека и во вториот круг ќе бидат поддржани и од двете страни, од албанската опозиција и од ДУИ ќе би требало да биде поддржан прозападен кандидат за претседател на државата. Значи, вие зборувате, мислите дека без разлика каков ќе биде резултатот во првиот круг, ајде да речеме помеѓу Стева Пендаровски и Гордана добивам тој Силјановска? впечаток во разговор со гласачите. Нормално тие политичките партии си носат своји одлуки и они ќе ги донесат одлуките како ќе настапат, но според расположението на гласачите и на албанската опозиција и на ДУИ нема дилема дека се прозападно ориентирани и дека се залагаат за продолжување на патот на Република Северна Македонија кон Европската унија. На албанската опозиција, доколку сака да биде, ајде да речеме, сериозен партнер за идна влада заедно со ВМРО ДПМН, да речеме, ако тоа го покажуваат бројките, ќе им биде тешко да не го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН во вториот круг? Ја мислам дека на било која прозападна политичка структура ќе биде тешко било кого да поддржи кој има јасни политики анти-НАТО и анти-ЕУ. Значи, мислам дека е многу потешко да поддржите кандидат кој има јасни резерви за европскиот предлог на државата, отколку да поддржите било кој друг кандидат. Добро, во однос на, ајде да речеме условно кажам, на македонскиот блок, каде што борбата би требало да ја водат СДСМ и ВМРО ДПМН, таму имаме и други сега партии кои според анкетите може да влизат во парламентот, тоа е пред Левица, знам на Максим Димитриевски. Анкетите покажуваат водство на ВМРО ДПМН и таму е тешко дека може да се случи некаков преокрет. Само е прашање, се чини дека колкаво ќе биде тоа водство на изборите. Анкетите покажуваат и голема поддршка на патот на Македонија кон Европската унија. И од тука, тргнувајќи од таа една премиса, имаше разговори и уште траат разговорите за создавање на еден проевропски блок. Не јас, вие имате повеќе интервјуа на повеќе и функционери и јасни покажувања дека тој проевропски блок кога би настапил со една заедничка листа, дека сигурно би победил во државата и би бил блок кој ќе прави идната влада. Сега анализите покажуваат, се прават анализи пред себе најголемите партии во владата и во СДСМ и во ДУИ како ќе се настапи. Ја мислам дека тие разговори уште трајат. Мислите дека тоа не е завршена работа веќе, дека ќе мислам дека не е завршена работа. Ние како политичка партија исто имаме тенденција да учествуваме во еден проевропски блок на политички партии и согласно тие анкети мислам дека идната влада на Република Северна Македонија ќе биде влада која се залага за продолжување на патот кон Европската унија и се залага за решавање на сите наши задачи, односно и оваа техничката измена на уставот која ни следи. Да, значи вие како партија претпоставам дека сепак имате тенденција да настапите, значи како дел од коалиција. Да, јас лично и подолго време и изминатата година низ повеќе интервјуа и повеќе мои настапи на телевизија и на пишалите медиуми се залагав за создавање на еден проевропски фронт кој ќе ги надмине етничките граници, ќе ги надмине некои други разни идеолошки разлики помеѓу леви, десни, центар партии и во предвид ќе го стави контекстот, ќе ги собере на едно место сите оние политички субјекти, па и интелектуалци кои се залагаат да се оствари уште едната стратешка цел на државата, наспроти заканата да влеземе во една нова изолација, да влеземе во на еден пат каде што нема јасна иднина. Сметам дека Република Северна Македонија
не може сериозно да се развива во ниеден аспект, од економски па секој друг општествен правец во државата, ако нема јасна ЕУ перспектива. И сметам дека сите политички субјекти имаат една поголема одговорност во еден момент да своите партиски интереси ги потиснат во однос на ова што се нарекува стратешка цел, важна и за граѓаните и за општеството. Добро, во однос на политичката анализа уште ова прашање, интересна е инволвираноста на косовскиот премиер Курти во овој процес. Значи, прво се зборуваше дури за поставање на кандидати на самоопределување на листите, потоа тоа се појасни дека тоа се сепак македонски државјани кои можеби таму биле инволвирани, но имаше и еден директен собер на албанската опозиција кај Курти, на која тој јасно стави порака дека ја дава поддршката таму, а не на Дуи. Зошто мислите дека господинот Курти реши сега вака директно да застане против Дуи и да се инволвира во процес? Па и не е прв пат. Не е прв пат. Да, но овој пат е најдиректно. Најдиректно овој пат. И на минатите избори мислам дека господинот Курти, кој е иначе доста популарен политичар и кај нас и во регионот, даде поддршка на албанската опозиција и на тогашниот кандидат за председател на албанската опозиција, господинот Река. Познато е во јавноста, познато е во политичкиот свет дека се даваат поддршки на оние политички партии во изборите во соседството со кои делите исти вредности. Господинот Курти веќе подолг период ја поддржува албанската опозиција и за мене тоа не е големо прашање, затоа што, како што кажавте, се створи еден спин дека некој од листите на самоопределување би учествувал на изборите. Ние имаме јасни закони кои се може да учествува на политичкиот надпревар на изборите во Република Северна Македонија. Да, добро, гледаме дека и вие користите еден вокабулар, ајде да речеме, цело време ја потенцирате таа, да речеме, фраза проевропска риторика, проевропски пат, проевропска коалиција. Гледаме, тоа го видовме директно и во обраќањето, да речеме, и на председателот на Дуи Али Ахмети, кога го представи нивниот председателски кандидат, каде тој беше уште подиректен, како што вели да се спречи влијанието на Русија во Македонија. Сега јас ќе ве прашам, дали ова малку сега повеќе се користи како платформа на која би настапиле владеачките партии, или постои навистина некаква реална, според вас, опасност за поголемо инволвирање на Русија тука во домашната политика? Постојат тенденции од истокот, вклучително и од Русија, како најголема закана за демократските вредности во Западниот Балкан. Тоа не го велам јас, тоа го велат сериозни институции во Европската Унија и сериозни представници на Соединетите Американски држави, на Велика Британија, Германија и така натаму. Ако ги земете изјавите на последната посета на британскиот премиер во Косово, ќе видите многу пооштри дефиниции од ова. Ние сме изложени на еден напад на демократските вредности. Демократиите на Западниот Балкан се уште ранливи, уште недоволно развиени. Нашите економии се такви какви што се уште исто доволно неразвиени. Не е тајна дека на овие простори корупцијата има сериозно лежиште и таа е еден од инструментите во политичката борба да се подриваат демократските институции и демократските аспирации на државите од Западниот Балкан, така да тоа е реална за мене опасност во Но тука, регионот. видите, знаете како, ако зборуваме за тоа,
некои ќе кажат, аналитичари кои анализираат состојбата, дека таа реторика на владеачките партии за опасност од руско влијание, кое доколку и постои, секогаш и постоело, не е нешто ново, ајде да речеме, дека повеќе се користи бидејќи владеачките партии немаат други големи адути во предизборната трка. Не, сега ќе ви кажам каде е работата. Ние порано во Република Северна Македонија во овие 30 години декларативно ги имавме најголемите секогаш 4-5 партии и 90% од политичките партии имавме декларативно дека се залагаат за Европската унија и за НАТО, што е стратешки интерес определен на нашата држава. Вие веќе сега имате јавно кампања од големите партии кои се во собранието, кои се залагаат дека ние можеби не треба да влеземе во Европската унија. И некои викаат дека јасно дека не треба да влеземе, некои го поставуваат прашањето. Така да тоа е сосема различен контекст. Ние во овој момент во нашето собрание имаме мнозинство пратеници кои го поддржуваат европскиот предлог за техничка корекција на нашиот устав и продолжување на европскиот пат, но имаме јасна тенденција од опозицијата која вика ние сакаме во идното собрание да имаме мнозинство пратеници кои се против европскиот предлог, кои они го нарекуваат како бугарски диктат. Така да тоа не е еден обид на политичка камуфлажа, туку се работи за една сериозна закана. Ние сме една мала држава која е веќе членка на НАТО, но можете ли да замислите како ќе функционира нашето општество ако и се одземе европската перспектива? Како ќе функционира нашата економија? Како ќе функционира нашиот политички систем, како ќе функционира нашето општество воопшто во својот развој? Една од поголемите мантри со кои ја не се согласуваме е вика ако ние не можеме да влеземе во Европската унија, ние ќе ја донесеме Европската унија и стандардите на Европската унија кај нас. Тоа е една обична лага. Ние да сме можеле да ги донесеме тие европски стандарди, ќе сме ги донеле и во овие 30 и во овие 75 години ако сакате. Тоа никој не ни брани никогаш, да. Не ни брани, но ние немаме капацитет. Луѓето се иселуваат. Граѓаните се најголемиот ресурс на една држава, посебно образованието, затоа е важно и образованието и образованите граѓани. Младите луѓе сакаат да идат таму каде што има слобода и каде што има можност за развој, кариерен развој. Вие мислите дека во едно општество кое нема европска алтернатива ќе може да продолжи да се развива економски? На страна заканата од внатреетнички тензии, пошто ние како членка на НАТО сме ги обезбедиле границите од надвор, али внатрешната кохезија на општеството ќе дојде под закана. Па ние во овој момент, кога ќе дојде лето, нашите кафичи, нашите кафулиња немаат доволен број на вработени, а не нешто некој каков постручен кадар со кој ние треба да ги стигнеме европските стандарди кои денеска и од оваа перспектива изгледаат супер далеко. Да. Ние немаме како општество алтернатива освен сериозен брз пат на брза трака да се приспособуваме во секоја сфера кон Европската унија, а тоа не е можно без знаењето кое го нуди Европската унија и западниот демократскиот свет, ресурсите и инвестициите. Одземањето на европската перспектива ќе значи сериозен пораз и сериозен застој на македонското општество во сите сфери, пред се во економската сфера. Вие самиот го спомнавте проблемот со корупцијата, колку е таа сериозен проблем, колку го подрива општеството, ги подрива институциите, но сега корупцијата доаѓа од власта, од владеачките партии во моментов. Мислам, бидејќи секогаш власта е таа која ги има полугите, таа располага со буџетот, со парите, таму се аферите. Гледаме антикорупцијската комисија на крајот на својот мандат имаше извештај каде што кажа дека 53 месечини предмети се предадени во јавното обвинителство од нивна страна, не е постапено по ниту еден од нив. Значи, ако
имаме проблем каде што корупцијата сега извира од истите партии кои тврдат дека ќе направат европеизирање на Македонија. Европеизацијата не е нешто што се случува преку ноќ. Корупцијата е се присутна во нашето општество, вклучувајќи ги и институциите. Значи, таа не е феномен која е врзана само за власта. Нормално моќта е во власта и ова. Но вие имате системски потреби за решавање на такви ситуации. И мојата поента е дека ние без европска перспектива и без соодветна помош во развојот на нашата држава од Европската унија и од западниот свет, ние нема да го решиме тој проблем. Напротив, ние ќе влеземе подлабоко во таа. Кој има интерес Република Северна Македонија да остане надвор од Европската унија? Само еден број на олигарси кои имаат право на монопол и имаат право на економско, да не кажам, угнетување и заробување на нашето општество. Сите други имаат потреба од економски развој, од економско проширување и спојување со веќе функционални системи. И ние тука го имаме тој парадокс кој ни се слушува веќе десетици години, да имаме луѓе кои веќе навиваат против Европската унија и западниот свет, али се иселуваат таму каде што функционираат тие системи и кои носат демократија, носат транспарентност на институциите, носат инклузивност во креирањето на политиките и носат соодветен достоинствен живот за граѓаните. Кажете ми една земја која е недемократска, е надвор од демократскиот свет, која може да понуди таков квалитетен живот. И тоа е тоа што ги привлекува граѓаните и затоа тврдам дека ние немаме луксус како општество и како држава да останеме надвор од тој процес. Да, во однос на стабилноста на регионот и на сето ова во контекст на што се случува во Украина и на нашиот европски пат, но и на целиот регион, сега се чини дека ова прашање се реактуализира и од страна на Европската унија и на Брисел во контекст на војната, во контекст на стабилноста на регионот. Како гледате на тоа, бидејќи еве Македонија има едно прашање кое треба, например, да ги продолжи веќе почнатите преговори кои се на некој начин закочени. Но го имаме косовскиот проблем кој се уште не е решен. Таму имаме сериозни турбуленции. Го имаме проблемот во Босна и Херцеговина со Милорад Додик. Нагоре да не одиме веќе во Европска унија и нивните внатрешни со Орбан и така натаму. Сега зборуваме за регионот. Значи имаме неколку потенцијални точки кои може да бидат ранливи во однос на надворешни влијанија и сето тоа додека се случува една од најголемите војни на европско тло после Втората светска војна. Ете, ќе ми дозволите чисто да се реферирам на едно од претходните ваши прашања. Многу јасно се гледа раката на Русија во политиките на Додик, многу јасно се гледа раката на Русија во северниот дел на Косово и многу јасно се гледа раката на Русија во блокадата на европскиот пат на Република Северна Македонија. Ова техничка промена на уставот, која во овој момент првпат ние се блокираме внатре, од внатре, во остварување на она што е стратешки интерес на државата, а тоа е представено како некакво национално предавство со тоа што 3.500 наши сограѓани од бугарската етничка заедница ќе ги ставиме во преамбулата каде што веќе се набројани другите етнички заедници, ќе значило распад на историјата, идентитетот на државата и така натаму. На тоа ниво е донесена хистеријата по ова прашање. На едно техничко прашање се пробува да се заустави не само Република Северна Македонија, туку целиот овој регион. Ако овдека застане како ќе се решава погорчливиот проблем кој го имаме во Косово и потоа проблемите кои ги имаме со јасни сецесионистички изјави на Додик, кој на секои 6 месеци иде кај Путин и бара поддршка за создавање на некаков нов конфликт во
регионот. И тука многу јасно се гледа дека едниот концепт нуди стабилност и прогрес, другиот концепт има потреба за проблеми и успорување на Западниот Балкан кон тој пат, но она што дополнително е тешко во овој контекст е тоа дека ние забораваме 2 години веќе имаме војна на тлото на Европа од руската инвазија кон Украина. И во овој момент имаше самит вчера во Тирана, Да. каде што беше председателот на Украина, заклучокот важи вака, кажува Русија и незината војна кон Украина е најголемата безбедносна закана во Европа, а Европската унија е еден мировен проект после Втората светска војна. Да, таму на тој самит беше интересна средбата, мислам, интересна за јавноста поради претходната историја помеѓу српскиот председател Вучик и Зеленски, председателот на Украина, каде што и самиот Вучик изјави дека имале долг разговор со Зеленски, продуктивен разговор, дека разговарале и за состојбата на бојното поле и за се останато, а Зеленски пак се заблагодари директно на Србија за помошта која дала на Украина, економската и финансиска, како што кажа, за примање на украинците во Србија кои биле бегалци. Ова е интересно, бидејќи го знаеме ставот на Србија и на Вучик, водно знаеме дека Србија е единствена држава која одби да воведе санкции кон Русија, па така ова е како еден куриозитет, ми се чини во приказнава. Тоа е интересна позиција, јас и вие сме го коментирале тоа и во некои наши поранешни емисии. Јасна е тенденцијата на Вучич и на Србија да игра на двете патеки. Но судирот на загрозувањето на слободата, на безбедноста на Европа и се тоа што повлекува, мислам дека не дозволува голем простор, па така под притисок Србија и поддржа некои резолуции во Обединетите нации со кои се осудува нарушувањето на интегритетот територијален и слободата на Украина. Но, од друга страна, не воведува санкции. И сега доека Вучич се обидува да игра на двете страни, се обидува да балансира, пред се поради јавноста во својата држава, ние имаме други локални политичари, како што го спомнавте Додик во Босна или да речеме дел од овие кои го направија оној инцидент во Косово, кои сериозно веќе одработуваат за Москва. И кои или директорот на БИА, кој прима ордени од страна на Русија. И е сменет. Да. И е сменет после инцидентот на Косово, кој не беше закана само за безбедноста и нарушувањето на мирот на Косово, туку беше една сериозна регионална закана. Така да во тој поглед, јас повторно ќе се реферирам на посетата на британскиот премиер на Косово, каде што јасно кажа дека Србија за жал е прокси на Русија во овој регион. Ќе се реферирам и на некои други изјави на американските дипломати кои подолго време ја упозоруваат Русија дека не може веќе да седи на Србија, да не може да седи веќе на две столчиња и ќе мора да се одлучи на којато вие страни ќе се припои. И сметам дека господинот председател на Србија воопшто нема комфортна позиција и дека воопшто не му е лесно во овие ситуации. Од една страна да пробува да го чува тој линк со Русија, а од друга страна да го релативизира тоа што Русија го прави во Украина. Да, добро. Господине Ходжик, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата и поздрав за вашите гледачи уште еднаш.
Ова беше Джелал Ходжик, председател на СДА Македонија. Продолжуваме за кратко со професорот Вело Марковски. Останете со нас, одиме со еден блок реклами и продолжуваме со емисијата.